otvaram svoj prvi Temu Hall. Temu Hall. Temu Hall. Temu Hall. Temu Hall. Novi Temu Hall. Temu Hall. Тему хол, шо дупка е таа или ходник. Абе за онлайн шопинг правеле му абе децата. Значи ќе најди некој збор, некој инфлуенсер негде таму и ќе олупни тој збор и кој стигна го рече збор. Дали го знаеш шо е, шо значи, како е, не е битно. Битно тие така велат и ние така ќе велим. И шо е демек сите богато друштво купват работи онлайн и тука презентации прават. Нема грешка, сад ќе провериме за шо се работи. Таман дур да протечи шпицата и ќе се вратиме и ќе видиме шо е работата со ова Тему Хол, Мему Хол. Пуштај вате, одиме. Ах бе, што ни направат тие онлайн продавниците. За порано на времето кога почнува овие работи, имаше многу измами. Дека сега нема, да се разберим. Особено па на Facebook продавници, па ич муавет да не правим. Јас најдов на нека страница таква ми излегоа боксерки, некои ефтини ми личеа на тие што ги носев, што си ги купувам обично. Регов ќе нарачам 10 пара, не знам таму за го купувај. Кога дојде обевате крпче некиш да го клаиш, што да избришиш нешто, не па да го облечиш на те. Што значи бистри деца ко мене има стално и сегде можат да ги лажат. Јарно ама, пред да не претераме, но 7-8 години, не знам колку има, може и 10 има. Никна една страница што се викаше AliExpress. За уште се вика. И полека го зазеде цел свет, сите нарачват од таму. Кој стигна нарач? Оти ќе речи. Оти батина да ти велат нарачај си ти тука, ако не ти чини ќе вратиш, ќе ти ги вратиме парина. Или ако не ти стигни во случај. И да ти кажам алал да му е. Ко слушнавме прв пат ние тука за AliExpress, имаше многу скептици. Имаше луѓе што кажва, имаше луѓе што се жалеа, што измислуваа нешто ау. И јас си реков чекај малце ќе проба. Ќе нарачам нешто ситница да видиме дали ќе стигне. Ако стигне ќе принарачам. И врти сучи по месец дена стигната ситница. Кога сме го отвориле кесето после. Ова требало, она требало, ова не требало, ама ај нека се најде. Јарно со тек на време многу луѓе видоа бизнис прилика тука, пошто секој може да отвори продавница и да продава нешто така. И почнаа да излегват многу препродавачи, што значи цените поскапеа многу, пошто треба тој препродавача да си направи малце профит така. И заради тоа почнаа да никнуваат нови страници. Една од тие страници се вика Тему, нова популарна леле мори мај. Гарант вие што имате TikTok, Инстаграми, што ги пратите особено овие на север што се од нас комшите. Гарант ви излегват на секое Тему Хол, Тему Хол. Ти буш не знат хол шо значи, ама ќе го речат збор, што така му е рече. И ако видиш поке видео и си речиш шо старо пари бе човече, кај наоѓа толку пари да нарачват толку ствари. Јас ќе ти кажам батур, газдите што прават вакви работи, што измислуваат вакви страници и вакви бизниси, се бистри луѓе. Тие знаат дека ако треба да направат реклама, и таа реклама да треба да оди на светско ниво, тоа ќе кошта премногу пари. Во една држава кошта премногу пари, камоли да треба на глобално ниво да ја прави. И на крајот на денот прашање е дали ќе има ефект, пошто што на телевизија ќе даеш тие што гледат телевизија, таа возраст не ги интересира овие што прават вакви страници. Нив ги интересираат млади луѓе што седат на интернет. Сега на интернет може вниманието ти го привлечи некој што го следиш или некој што е популарен или некој што не знам ти идол да речем или што и да. Ама и тие луѓе наплаќаат многу за такви некои соработки, чуде. Прашање е дали ќе ги видиш така. И наместо да се расфрлат овие што ти му велат на тие што сакат да препродават ствари, батина слушајте, ќе ни дајте гратис неколку онакви, ние ќе ви изрекламираме и ќе ви дојсиме многу купувачи. И после тоа се вртат кај купувачите му велат. Од нас имате купон 100 евра, 200 евра, не знам, небитно колку. Земи си што сакаш, нарачај клај видео. На крајот на денот не мора ни да му речи клај видео. Овие што сакат да се покажат како богато друштво, сами ќе си клат видео беба. Ќе речат чекај малце. Ќе бувнаме едно видео да мислат луѓето што сторе јас пари трошење онлайн. Ај то чудо некој. И кој стигна го виде деме кодот што никој не го знае, испорачаа 300 глупости таму дренгули некои ситници и му ја направа најубата реклама што постои. А таа реклама се вика задоволен муштерија. Значи како што може да ти изрекламира некој што ти е задоволен муштерија, не може никој да ти изрекламира. Тоа е паметно размислување. Значи немат никаков трошок освен можда за шипинг или за шо и да. Што како сакаш рачун е далеку помалце од било што би платиле за реклама што никој може да нема да види. Автоматски доверба добива. Доверба што му требаше на AliExpress години да изгради. Си ги рекламират и продавниците пропратно. Продавниците муштери добиват. Муштерите си добиват муфте артикли, што после тоа ќе ги платат уште милион пати, пошто ќе продолжат да нарачват. Веќе знаат дека е сигурна опција, веќе знаат како да пребарват и наместо на Али ќе си одат таму. Таро душе ќе си одат и на AliExpress, али нема врска. Што значи батината направи најубата реклама што имам видено досега, без да направат никаква реклама. Тоа е бистар бизнис. Не ќе ми кажувате приказни тука ова
направи, она направи. Ем страницата промет, ем продавниците профит, ем кој стигна може да глуми инфлуенсер. Пошто тоа е денешно време достигнувањето да си инфлуенсер, да имаш влијание некое. Едно време и на Твитер мислеа дека имат некое влијание, ама ете, изгледам помина модата, не знам што е работа. И сега ќе си речиш, кај му има текнато ваква бистра идеја вече. Кој ја има математиката направена? Нема шанса само нив да му има текна. И ако мислиш дека нема шанса, си во право. Пошто ме заинтересира темата, прочачкав малце во меѓувреме. И сватив дека 99,9%, ако не и 110% од сите холои и такви презентации што се дешаваат онлайн, се договорени хол. Се не зборам тука за реклами. Реклами да, си има некои што се соработваат со одредени инфлуенсери како бил. Не бебате, има фирми во светот како некои брендови за алишта популарни, ајде сега да не ги редиме сите, не ни знам како се вика точно. И останати такви некои компании кај што тие ќе ти пратат пратка со алишта што ќе си ги обериш, само за ти да ги изрекламираш на TikTok, демек еве си направив холо таа продавница, демек ти си богато друштво, не дека муфте ти ги имат пуштено. И ете ова си го купи, видете ми го шубомие, и ќе клава ќе се облеква таму, види ова шубомие, видео на шубомие. И тоа е супер. Мислам не судиме така, тоа е исто како да имаш некој договор направено со одредена компанија дека ќе ги рекламираш и тие ти дадат продукти и ти си ги рекламираш. Ама јако му е смислено, пошто нема некоја размена на финансиски средства, значи не те плаќат ти за да му направиш реклама. Тука ќе ти пуштат алишта нешто таму, ќе те залажат човека. Демек овие алишта се во таа и таа вредност, ти си викаш, "Море, јас богато друштво." И ќе земиш, ќе ги изрекламираш, ќе направиш еден тон гледаност на тоа видеото, пошто луѓето ги интересира такви работи, особено чупињата изгорени се да купат онлайн. Парталчиња, вакво парталче, такво парталче, по 200 плакари дома ќе чуваме со парталчиња. Не ти ќе ги носи некој што ти сладки му се, жените зато купфат. Зато сите реклами во светот се наменети за жените. Ние да не е за мажите на мене. Пошто на мажите му е гајлевате, ти знаеш што сакаш да купиш, ќе купиш и толку. Ама жените сакат се да купат. Доста е нешто сладко му се види во моментот и готово, клик купено. Иди стигните на сметката. Плюм, радост. Е така прат фирмите голем. Ќе му дат таму на некој чупе, ќе си направи хол, демек та си купи, ојде си знакупи, си знатроши. И ова се деша. Скролаш на TikTok и ги ти излези. Не знам таму од која продавница нов хол. Леле дечки да ви кажам што си купив. Си нарачав таму таа продавница во вредност од 1000 евра. И еве си го купив ова фустанчето, видете го шубомие. Леле шубомие. Исто така си ги купив овие обеките, чи многу субе и ова белекзијата. И ќе покажи 2-3 мајчиња таму на пазар 500 што се вкупно, ама во вредност од 1000 евра, нели, пошто та некоја продавница таму. И сите чупина што ќе гледат ќе видат, вау, и ја сакам да си нарачам. Или па гледаш женска ти жена ти некој таму скрола, секој второ хол од некоја продавница. Ајде дечки да видиме што си купив. Ние гајле да видиме што си купи. Јас да ти кажам. А пак ќе речем, нас може не ни интересира. Жените зркнати се во видеата, вака ги гледат, ја. Е да си најдеш некоја да те сака, да те гледа како што ги гледа тие видеата од холој. Зркнати во телефон. Особено па за шминки ако се работи не. Па то крај нема бе, ба. Порано кога не постоја вакви работи, ќе си седневте, ќе си гледавте тиктоци, ќе си се смеевте, смешни некои инсерти ќе излегваја. Сега не може да се насмеш, секое видео, секое второ, шминки, алишта, чанти, штикли, мачка или куче некоја со не разговоро на Трамп што го направи. Па шминки. Крај да нема бе, брат. Кој ги има измислено тие бизниси за жените, а лалда му е како ги има научено како суштество и како ги имат направено овие работи, а лалда. И после ќе ми речат машкиот бил посилен пол може да е, ама движечка сила е вата жената. Пошто цел свет, сите бизниси, сите можни реклами, маркетинзи и сите мажи се вртат околу жената беба. Се врти околу жена. Околу мажо може да се врти работа, сметки, евентуално јадење, пиење. И ако си маж како што треба, ако имаш среќа, може да и жената ќе се врти околу тебе. Иначе другото се е за жени. И кога сме веќе кај жените, мисламе кај време да се вратам јас кај мојата. Ти знаеш како злато е. Ама жена ко жена. Малце ако му е досадно одма тие страниците одма почнува тука али, мали, ти реков ми речи. Сам да речам да стигнам дома, дур не ми стигнала некоја сметка вака плю. А вие останете си на нашата програма и имајте си убав ден. Поздрав!